Почитувани, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание во живо на За или Против. Верувам дека сте на оваа фреквенција, верувам и дека ќе го оправдаме вашето внимание и вашата доверба. 10 месеци на власт, резултати и предизвици. Вечерва го имаме ексклузивно по попладневната средба во владата меѓу председателот на истата и председателот на СДСМ, господинот Христијан Мицкоски. Вечерва во За или Против. Премиере, ви благодарам што сте дел од емисијата. Благодарам на можноста. Реков сте ексклузивно тука, односно прв пат да слушаме после средбата со Филипче, кај председателот на СДСМ последниве денови помпезно се најавуваше од негова страна практично барање и инсистирање на некаква средба со вас пред лидерската средба, но и некакви ретерирачки ноти во насока на соработка. Се надзираше некаква промена во неговите ставови, за разлика од острите ноти кои ги имаше изминатите можеби месеци предходно. Што точно ви изложи на средбата, што точно побара, што се договоривте, што е конкретно резултатот по средбава попладне? Па јас би ја поделил во два дела, кои што вака можам да ги објаснам. Првиот дел е делот во кој што разговаравме за евентуално вклучување на представници од СДСМ во одредени реформски процеси, а кои што се дел од реформската агенда и планот за раст. И тука јас генерално како председател на владата не гледам пречка било кој што сака да помогне тука во овие реформски процеси, во процесот на поддршка на тие реформи да не биде вклучен. Генерално треба тој процес да е инклузивен, не само политичари, се разбира, тука треба и интелектуалци и од другите сфери во општеството. СДСМ била предходно 7 години дел од владата. Имало одредени процеси кои што во минатото се случувале. Ке потсетам на оние измени во кривичниот законник кои што се носеа во собрание на начин на кој што се носеа, со злоупотреба на европско знаме и така натаму. И јас не гледам пречка тука или причина зошто тие да не бидат вклучени, како и други кои што сакаат да бидат вклучени со своји се разбира идеи конструктивни во насока на вистински реформи. Сега доколку се вклучиме во тие процеси, а гледаме да штитиме поединци или некаков друг интерес, а не да речеме конкретно ако зборуваме за законите кои што се во сетот на правдата, тогаш тука нема да имаме вистински соговорници. Тогаш ќе одиме чекор понатаму, односно влегуваме во парламентарна процедура и без би рекол додадена вредност од СДСМ, ние тоа ќе го поминеме, бидејќи и процедурата, но и бројките тоа нас не го дозволува. Така што генерално тој прв дел од моја страна, јас не гледам пречка зошто тие да не бидат вклучени и зошто тие да не додадат вредност во тој процес. Во вториот дел е делот во кој што јас сакав да зборувам повеќе во градење на национален консензус кога станува збор за суштински прашања поврзани со сегашноста, но и иднината на државата. И тоа е она нешто кое што мене ми е како политичар многу важно, кое што сакам да биде промена за разлика од сето она кое што се случувало изминативе повеќе од 3 децении на политичката сцена во Македонија. Да седнеме и за клучните теми да се договориме и да немаме дисонантни тонови по тоа. Имено во оваа насока и ви го поставив прашањето, бидејќи вие ова одамна го баравте, односно го предлагавте на маса, уште само што ја преземавте власта, да постои надпартиско обединување на тема национални интереси, кои не се само идентитетски прашања, туку се и суштински, нели, правци, економија, здравство и така натаму. Како токму сега, Филипче, се разбуди дека тоа треба да е така? Подобро некогаш отколку никогаш. И во ред, знаете, кога сте најгоре и кога сте најголеми, тогаш логично е да привлекувате, да обединувате, без разлика дали сега станува збор за политички спротиставени опции или не. Посебно кога станува збор за клучните прашања. Ние можеме да се критикуваме за области кои што треба да има простор за критика. Не знам, лоши перформанси во економијата, некој злоупотребил нешто и така натаму. Но кога станува за клучните правци, мора да изградиме една култура
која што ќе значи единство и консензус. Без разлика, сега конкретно зборував со председателот на СДСМ. Од друга страна, во рамките на коалицијата, тоа мислам дека го имаме изградено како позиција. Очекувам и други опозицијски партии, доколку побараат средба, истото ова да им го образложам и предложам, и кога станува збор за клучните прашања, да бидеме сите ние обединети и да изградиме консензус. Тој кажа, од тоа што можев да го слушнам во изјавата после средбата, а тоа е така, дека има разбирање за нашите различни ставови поврзани со уставните измени. Јас сум тука многу внимателен. Зошто? Затоа што грешките во минатото не предупредуваат дека не треба постојано да грешиме и постојано да бидеме изигрувани. И тука имаме принципиелен став, тој ги знае нашите аргументи, од изјавата можев да видам дека покажи разбирање за нашите аргументи, и едноставно јас тој став сум го кажал и не треба сега да се повторувам, дека нема ни милиметар да се поместиме се додека не знаеме дека почнуваме и завршуваме врз основа на компетенции, а не потоа повторно да имаме некакви бирократски или билатерални спорови кои што повторно ќе не закочуваат некаде и повторно ќе се бараат од нас некакви отстапки и така натаму и така натаму. Така што ценам дека се побара средба. Јас веднаш одговорив на таа средба, доколку има некаков план, за волја на вистината не зборувавме за план сега. Немаше таква реторика да ова е мојот план, чекор 1, чекор 2, чекор 3. Туку едноставно побара вклучување, односно инклузивен процес. Ценам како политичар и човек дека како најголеми треба да привлечеме од сите слоеви во општеството и интелектуалци и невладини и политички партии кои што може да помогнат во одредени процеси. Да, нешто што тие не го правеа додека беа на власт, вие и се нудевте тогаш како опозиција апсолутно да бидете вклучени, но тие едноставно ја тргна опозицијата на страна, и затоа е добро што има освестување за националните прашања, односно за стратешките интереси на државата. Се слагам, но знаете, ако продолжиме со такво однесување, тоа нема да однесе никаде, поготово сега, кога се уште сме во високо емотивна состојба сите после оние ужасни случувања во Кочани. Кога ни е потребно и духовно, но би рекол, ако треба и емотивно обединување на нацијата, без разлика на нашите различни етнички припадности или верски, огромен дел на граѓаните, огромен дел, се обединија. И се уште се чувствува таа поинаква емотивна состојба, па би рекол дури и физичка состојба во општеството. И јас ценев дека со една ваква средба ќе испратиме порака дека ние политичарите ја научивме лекцијата и дека кон граѓаните треба да рефлектираме порака на обединување, на единство, посебно околу клучните прашања, стожерните прашања, и низ поинаква оптика да ги гледаме работите кога станува збор за таков тип на прашања. А воедно, во услови на траур, во услови на специфична емотивна состојба на населението и така натаму, да испратиме порака дека политичарите не се оние кои што со ниски страсти на дневна основа комуницираат со политиканство, гледаат да спечелат некој политички поен, туку може да се покаже ширина и да се рефлектира таа ширина кон јавноста. И ценам дека тоа, јавноста нека суди дали сум погрешил или сум направил добар чекор. Не сум убеден дека тоа во овој момент во Македонија е потребно. Несумнено е дека поддршката ќе биде на ваша страна, на страна на соработката, но постојат во јавности одредени анализи, или нашиот народ е прилично политички писмен и се труди самиот да разбира одредени работи. Дали ова предвесник за никаква поинаква соработка во пресред на локалните избори може? Не станува збор за друго се изборни процеси, друго се политички и концептуални разлики. Сега зборуваме за суштина, за големи теми. Кога станува збор за големи теми, тоа беше темата на разговор, и тука гледаме да обезбедиме единство. Инаку сега ние имаме суштински разлики и идеолошки, но и концептуални, за да било каква поинаква соработка. Што значат овие работни групи кои беа споменати од страна на Филипче во смисла на чекори? Вие рековте не сте дискутирале за конкретни оперативни планови, ама еве на терен таа соработка како ќе ја гледаме, во која форма? Па во процес сме на изработка на неколку закони
кои што се дел од реформската агенда, а се однесуваат на правосудството. Јас во деновите кои што следат ќе имам тематски состанок со Министерството за правда и со луѓето кои што се вклучени во тој процес. Не гледам зошто да кога горе-доле ќе биде некоја работна верзија готова, да и представникот СДСМ конкретно не даде своји забелешки на сето тоа, бидејќи на крајот од денот тој закон е дел од реформската агенда и ќе дојде во собрание и на тој закон е добро да имаме и конструктивни предлози од страна на опозицијата, па наместо да се надгласуваме сите заедно да го поддржиме, нели? Тоа е дел од реформската агенда, нели? Е заеднички интерес и така натаму. Еве да речеме, се изработува и помина низ владина процедура, конечно долго очекуваниот закон за енергетика. Може тука доколку имаат некаков инпут корисен да дадат, каде што ценат дека ќе биде подобрена содржината, поефикасна, подобра за граѓаните, се добре дојдени. Оваков тип на примери се тие, не знам, конкретно еве зборувавме за образованието. За мене е многу важно во образованието да се потенцира семејството. Затоа што ценам дека на тој начин ние ќе од мали години ќе ги научиме малите да разберат дека семејството е пред и над се, дека семејството е она основна воделка во општеството. Многодетните семејства се тие кои што треба да обезбедат стабилна и сигурна иднина за Македонија, затоа што ако во прво деление вие имате читанка во која што на првата страна имате јас, мама и тато, наместо јас, мама и тато, дада и бато, тогаш е за мене тоа лош пример. Јас би сакал да видам на првата страна јас, мама, тато, бато и дада да биде. Тоа е она кое што сакам да го разговарам. И имам причина и аргументи. Сите предвидувања се дека за 50 години од денеска ние ќе бидеме тотално депопулирани, односно државата ќе биде меѓу 800 и 900 илјади жители. Што значи дека половина од сегашното население ние ќе го загубиме. Јас и тоа го зборувам со говорниците. Јас можеби сигурно нема да бидам жив, но моите деца ќе бидат живи и тие ќе сведочат што јас денеска сум правил, и кроз 50 години тие ќе можат да сето тоа компарираат. Да речат, оваа генерација на татко ми направи за да нас денеска не биде тешко. Или направи за да ние денеска живееме поубаво. Така, ќе има се уште живи кои што ќе сведочат за едно 50 години денеска што сме направиле денеска. Јас би сакал така да размислуваме стратешки, од сега и низ оптика од 50 години да ги работите и така да се однесуваме. Така што, ето, прилика за здравството зборувавме, за интеграцијата, еден клинички центар, дали да имаме клиника ваква, клиника таква и така натаму. Така што ценам дека тоа се темите за кои што треба да се обединуваме и да зборуваме, да нема политиканство тука. Еве, ќе се напаѓаме, не знам, вака кажа, така кажа, таков гаф, лоша економија, лошо ова, нема проблем. Тука сме сите, ќе се очиме аргументите, но ова е суштината. Стратешки ви се позициите да можете да направите де факто промени во државата кои ни се и повеќе од потребни. Да се вратиме на оние денивно актуелни, за жал и трагедија која ја сведочевме пред точно 18 дена, денеска 18-тиот ден. И фактот тука се сложи, односно немаше замерки во принцип Филипче сам како единка, иако имаше критики од неговата партија, но не и се фактите се дека брза беше реакцијата, дека навреме се заукружи практично таа предистрагата, истрагата, понатаму зад решетки се сите оние за кои постои осомничени, за кои постои сомнеш дека имаат нели кривична одговорност во сето ова што се случи. Истовремено факт е и дека постоеше иницијатива кој е следен, така наречена иницијатива, која се обиде да направи известна дестабилизација. Видовме како тоа заврши, односно колку беше неуспешно, но истовремено видовме и одредено видео на кое така наречена српска инструкторка ги советува практично момците, девојките од кој е следен дека треба и синдикатите да ги вклучат во овој процес на дестабилизирање и брзо потоа ние видовме протест вчера,
марш, протест, нели, на организиран и спроведен од раководството на ССМ и другите синдикати, па сега дали овој протест ќе успее во дестабилизацијата? Дали ги гледате како позадина оние сценарија кои сега ги наведов и дали ќе успее ССМ? Логично е да има сила која што ќе се обидува силна влада да ја дестабилизира. И сега тука има две методологии. Едната методологија е со една силна, жестока, масовна акција од почеток до крај да се обиде таа енергија да се канализира и да ја урне владата. И втората е вака во одредени бранови да се нанесува штета преку лажни пораки, преку конструкции, измислици и така натаму и така натаму. За првиот метод нема енергија. И тоа им е многу јасно на тие кои што се сценаристи за се тоа. За овој вториот метод, односно да се обидуваат на бранови да нанесуваат штета, односно да грицкаат дел од кивото на владата, овие структури се обидуваат тоа да го прават. Тие се свесни дека они сега во бран не можат ништо да направат. Но на ваков начин они се обидуваат да го намалат кредибилитетот на владата и владините политики. Како тоа го прават? Јас затоа одредена структура на луѓе ги нареков глодари, они сега го користат гневот на народот, за кој што јас кажав дека сочувствувам. И јас сум гневен, како и вие, како и многумина од нас, поради сите оние системски слабости кои што се случувале децении наназад. И тука нема дилема. И како што беа 99% од луѓето кои што излегоа да прво изразат сочувство, а второ и да на еден, би рекол, многу емотивен начин го покажат својот гнев и револт за сето она кое што се случувало децениите назад. Сега има мала група на глодари кои што се обидува од тоа да направат политички поени и да привлечат внимание кон себе. Не успеа тоа, затоа што не е природно. Доколку е природно и доколку тоа навистина произлегува од структурата, тогаш тоа ќе успее. Но ова не е природно. Но нивната насока е малку по малку. Сега ова, утре ќе чекаат некоја друга несреќа или трагедија, па повторно да се појават тие глодари од страна и да се обидат повторно на некаков си револт и протест да печелат некакви поени и така натаму. Но тоа е факт и тоа е реалноста во политиката и ние како влада треба да направиме се што е во наша моќ и да испорачуваме. Тие се неутрализираат само со испорака. Кога вие работите, кога вие сте присутни, само така ќе можете вие да ги уништите трајно. Да, но протестите се случуваат во исто време кога има зголемување на платите на здравствените работници, во образованието, на полицијата, пензиите покачени, така натаму, нели тоа се очекува да се случува кога нема испорака. И исто така е факт дека видливо се обидуваат да направат штета. И сега во несте ни полна година практично на власт се обидувате да направите тоа што се обидувате да направите, но во исто време не ве и треба и кавга со работниците вака iscenirana. Што е вашиот следен чекор во оваа насока, ако знаеме дека пред неколку минути, можеби еден час, се појави став на првите луѓе од ССМ дека бараат средба со вас? Ке дојдам и до тоа. Мене ми беше целта во сето ова што го зборував е да ја објаснам методологијата и целта на тие малкумина кои што се обидуваат да нанесат штета, бидејќи оваа влада не може да биде добра за сите. Тоа е невозможно. Ние можеме да бидеме добри за големо мнозинство и сме добри. Но одредена мала група нормално е дека нема симпатии и не поддржува. И тие се обидуваат на свој начин да успеат. Но ние можеме да ги поразиме само на овој начин. Доколку го продолжиме многу да работиме, без афери, без скандали, без корупција, без криминал и да испорачуваме, како што вие рековте, резултати. Не знам, 1 милиарда 255 милиона странски инвестиции. Рекорд историски. 400 милиона само во четвртиот квартал. Раст на бруто домашниот производ во третиот квартал 3%, во четвртиот квартал 3,2%. Не знам како ќе биде состојбата во првиот, но не би се изненадила ако биде помеѓу 3,5 и 4%.
Раст на извозот, да речеме, во првиот квартал од 5%. Замислете во оваа криза, во све што се случува, вие имате раст на извозот. И така натаму, сега да не влегувам во детали, што све беше тоа што го направивме. Самите кажавте, ги зголемивме пензиите за 5000 денари линеарно, нешто што велеа дека е невозможно, дека е лага. Се потпишаа колективните договори и веќе тргна исплатата на поисоки плати за здравствените работници и образовните работници. Впрочем, тоа почна уште минатата година. Се нивелира и друг тип на односи. Полицајците МВР доби 10% зголемување. И така натаму, и така натаму. Сега да не влегувам во тие сите детали кои што ги сработевме изминати 8 месеци. Не знам, вративме евроврзница пола милиарда. Ме убедуваа 250 милиони евра за стопанството дека тоа немало капацитет да ги акумулира. Денеска имаме најмалку двојно повеќе интерес. 250 милиони евра за општините. Од минус 12 милиарди денари денеска сметката на владата е помеѓу 3 и 4 милиарди во плюс. Се тоа резултати кои што вака делуваат можеби позади завеса, но позади сето тоа стои многу непроспиени ноќи и многу труд и многу залагање. И сега нормално произлезе уште една група во синдикатот која што имаше многу шанси со нас да седне и седнувала пред и позади завесата. Не дека не седнувала. И седнувала и се обидувала да разговара и исто тоа што го кажувам јавно, сум им го кажал и нив. Зборувате за од кога сте на власт? Да, исто тоа сум го кажал. Што е нивната замерка? Немало социјален, односно немало економско-социјален совет, социјален диалог при одредувањето на минималната плата. Да, нема. Зошто нема? Затоа што немаме репрезентативен синдикат, затоа што репрезентативноста истекла. Па именувавме комисија, представници од 3 институции, од социјала, демографија и млади еден, од правда уште еден и од економија и труд уште еден. Ја поминавме на владина седница, ќе се состане таа комисија и ќе одреди репрезентативен синдикат, бидејќи на претходниот му истекол рокот. Тоа е суштината. Тоа е прво. Ние што треба да направиме како влада? А знаеме дека треба, согласно закон, да донесеме одлука за минималната плата. И ние како влада мора да постапиме согласно закон. Ние не можеме да постапуваме спротивно на законите и да велиме волјата на овие е таква или на оние е таква. Законот така вели. Таму има методологија. И ние донесовме одлука врз основа на законот. Но велиме, секоја одлука, секој договор кој што ќе го постигнат работниците и работодавачите во било кој период од годината, ние ќе го поддржиме. И ќе ја нивелираме платата, минималната плата, доколку се постигне таков договор. Сега невозможно беше до сега да се постигне, бидејќи немаме репрезентативен синдикат. Кога ќе имаме, нека си седнат репрезентативните синдикат или синдикати со работодавачите, нека најдат компромис и нека дојдат. Ние се договоривме, нема проблем. А зошто тогаш бара средба со вас, еве? Па, јас на вистина не знам зошто бара средба. Нас како влада, видете, најлесно ќе ни биде да кажеме минималната плата е 30.000 денари, 60.000 денари, бидејќи ние ќе профитираме тоа. Поголем број ќе има уплати на здравствено осигурување, персонален данок и така натаму. Ние велиме, еве ние се откажуваме од тоа како влада. Ве молам, вие договорете се, за да не бидеме потоа ние виновните дека ние некого на нешто присилуваме. Да, ако се повторно лисни популистички мерки не водат никаде надолу како држава. Ама до каде дојдовме? Видете, ние до ова дередже дојдовме сега со таков тип на интервенционизам, како што тоа беше случај во годините позади нас. Инаку нас не е најлесно. Зашто ова ви го кажувам? Затоа што на 25.000 денари или 24.000 денари придонесите се теоретски 12.000 денари, на 30 се 15.000. Разликата е 3.000. Таа завршува буџетот. Претходната влада што правела? Вештачки ја зголемувала минималната плата, но тоа не го почитувала. Тоа не го почитувала кога станува збор за вработените во јавната администрација. И затоа сега тужби и Владо во одбрана и Панче во МВР плаќаат со милиони евра.
Мислам, за тоа ќе има одговорност, небитно, се уште процесот во истрага, ама сакам да кажам, заради таквиот игнорантски однос и насилен однос, ние денеска плаќаме милиони. Ние мораме по закон да работиме. А тие, во било кое време, нема проблем, јас ќе ги примам. Еве, прва прилика... Ќе им го кажете исто? Немам никаков проблем. Јас, видете, Искра, ние дури во една средба се договоривме, кога беше неофицијално, зборувам, оној протест на синдикатот УПОС таму, што се однесува за административните службеници. И рековме, покрај законското зголемување, да имаме зголемување во 4 години 7, 5, 5, 7%. Со што во тотал ќе дојде некој 26-7 на дополнување на законското. Услов беше, дајте да го тргнеме општиот колективен договор, бидејќи и тие и ние се согласивме дека тој е катастрофален, односно нејасен, подготвени сме да седнеме и да репреговараме нов колективен договор кој што ќе биде договор над договорите. Затоа што сега плаќаме по закон, по гранков колективен, по индивидуален колективен, по општ колективен, просто човек не знае веќе што се правило и како се правило. Не знам, одбрана подпишала колективен договор, не добила согласност од финансии. Култура подпишал колективен договор, не добил согласност од финансии. Верувајте ми, овие 9 месеци се бориме со фантоми. Секој ден, каде да пипнете, што и да фатите, издегува пожар. И во една таква состојба, затоа велам, овие се можеби ситни победи, мали, за кои што зборувавме пред малку, но за нас многу значат, бидејќи позади сето тоа се крие многу енергија, многу напор, многу непроспиени ноќи, и мои лични, и на тимот во владата, и на луѓето кои што работат на сето ова, да го консолидираме колку можеме. Не велам дека сме супер. Не прифатија да ги тргнете на страна колективните договори? Не, престана работата и тргна по протести, воопшто, но нема проблем да ги примам. Ја немам фрустрација, со секој сакам да разговарам, зошто да не. Тоа ми е работа. Јас ја предводам владата и секоја група на граѓани, секој кој што мисли дека може да допринесе за подобра држава и поубаво да живеат граѓаните, тој ми е мене задача, за тоа ме плаќаат мене граѓаните. И тоа е тоа сега. Јас секого ќе го примам, ќе поразговарам, доколку има додадена вредност сето тоа, ќе го примениме. Немаме фрустрација, не сум најпаметен. Човек учи да има што да се разговара на тема работниците. Мислам, тоа би била и посебна емисија, но имаме уште многу други прашања за кои очекуваат граѓаните и јавноста одговори. Во меѓувреме се случи уште една ситуација, малку повеќе зачудувачка, бидејќи на тоа не сме сведочеле во минатото. Имено вие во неколку наврати изјавивте дека нема да има милост кон никого. Тоа е и од старт позиција ваша на владењето, особено по трагедијата во Кочани. И потоа ви се случи да практично бидете издаден од член на вашето обезбедување, за кого има соодветна истрага и соодветни процедури според закон, тој се осомничени и така натаму. Има интелектуалци кои во ова препознаат и јавно го изразуваат својот став на социјалните мрежи, Facebook и слично, препознаат дека ова со членот на вашето обезбедување, целата ситуација е некаков дил со државниот обвинител Коцевски. Две се прашањата, две во едно, предпоставувам, ќе сакате да објасните и за делот со вашиот некогашен сега веќе соработник, а и ова во однос на Коцевски. Да, тоа денеска пратеникот Апасиев го кажа на собраниската говорница денеска. Тој тоа го представи како нати го дај ми го. Но, видете, во ред, возможни се такви сценарија и таков тип на, како да кажам, условно кажано, небулози кои што се шират, но работата е секогаш многу поедноставна од тоа како изгледа. Никој од нас не вели дека е супер задоволен од работата на Љупчо Коцевски, но ќе беше аматерски неиздржано ако ние во услови на ваква една трагедија, во еден ваков случај, како што е овој, продолжиме со процесот на смена. Тогаш каква порака ние ќе испратевме? Дека ние игнорираме се, игнорираме и истрага, игнорираме се што е вклучено таму, буквално се, за да реализираме некаква си наша цел.
И јас не мислам дека тоа е политички искусно и умно. И јас ви гарантирам дека бројката кој што тогаш ќе не критикува ќе беше стократно поголемо од овие кои што денеска коваат теории на заговори. Објективно е да се сложиме околу ова, тоа е факт. Да, и сега Особено затоа за велам родителите кои изгубија деца, апсолутно. апсолутно. И затоа кога велам јас ги вагате работите, не може сите од вашите политики да се задоволни. Има и такви кои што ќе бидат незадоволни, па ќе измислуваат, ќе креираат и теории на заговори и така натаму. Но многу едноставна работата. Треба да им се даде шанса овој процес да го завршат. Онаков каков што тие најдобро знаат, бидејќи тие дојдоа пред 8 часот утрото во Кочани и почнаа да работат цело време. Дури се преселија, добија и дополнително засилување на обвинители и вишиот јавен обвинител и од подрачното таму на Штипска апелација или сега тоа како се вика точно не знам, и јавниот обвинител и тие колеги кои што тие ги донесува со нив, јас не ги знам, сам прв пат ги видов луѓето. Што се однесува до лицето кое што беше дел од моето пошироко обезбедување, или да бидам попрецизен претходница, направил кривично дело. Постои основано сомневање дека сторил кривично дело. Сега јас не можам да кажам дека е тоа така, има суд, обвинители, тие нека кажуваат. Се произнесоа институциите, да, истражно. Тој е сега во притвор и секој оној кој што е, јас тоа го кажав, брат, сестра да ми е, свети ВМРО да е, доколку се обиде угледот на партијата, на државата, па и може да кажете и мојот и својот, на таков начин да ги изволка, тој ќе биде одговорен. Ние не смееме да дозволиме да ги изневериме очекувањата на граѓаните, бидејќи многу пати сум слушнал дека вие сте последната шанса. И тоа е голем товар со кој што треба да легнете навечер и да се разбудите наутро. Само неодговорен и незрел човек може да ви каже дека тере работата, караванот си врви, знаете како одеше на народната. Јас не мислам дека тоа така треба да биде, јас имам одговорност како човек и таа одговорност се трудам да ја пренесам на моите соработници и фала му на Бога, мислам дека работам со ултра амбициозни луѓе, инспирирани луѓе кои што сакаат да помогнат, кои што сакаат да направат нешто во оваа држава. Ние се соочивме дента кога требаше да се носат клучни одлуки со многу тешки одлуки кои што мораше да ги донесеме. Имаше луѓе кои што не беа со нас во делот на тоа дека треба пациенти кои што се интубирани веднаш да се пренесуваат во други држави, дека транспортот на таков тип на пациенти е најсложен. Имаше и такви кои што ми велеа премерена ваша одговорност и вие треба да носите одлука. Дали таа одлука била правилна, не знам, времето ќе покаже, но знам дека 18 ден ние од тие повеќе од 200 немаме починат човек. Имаме 3/4 кои што се уште во критична состојба, еден во покритична, другите во критична, но стабилна. И кога тоа ќе ви го кажат лица кои што се во бели мантели, тогаш, а вие сте од другата страна и треба да донесете одлука, а од сите страни наоколу имате на билатерална основа политички товар, бидејќи тие нудат помош, утре ќе вперат прстот, ќе речат ние понудивме помош, вие ја одбивте. Тогаш треба навистина да седнете, а во услови кога гледате што се случува во Кочани, на секоја секунда брза помош слушате по улиците во Кочани, го гледате траурот на роднините пред болницата, гневот, собрани луѓе во станица во Кочани и вие треба да донесете правилна одлука. Донесовме, ценам, во тој момент одлука која што мислевме дека е правилна, ја превземавме одговорноста и затоа често пати велев, еве удрете на мене, само дајте да ги спасиме луѓе кои што останаа живи, да не ни отиде уште некој недолжен човечки живот млад. И ја донесовме таа одлука и така натаму, сега да не ве оптеретувам со некои други детали, но во тие треба да го знае во јавноста, така што но тие моменти беше тешко да се носат тие одлуки и одговорноста беше огромна. Огромна. Фала му на Бога, благодарност на медицинските тимови, благодарност на сите оние кои што тој ден се најдоа наеднаш таму да помогнат и така натаму. Ние спасивме десетици, би рекол и стотици млади човечки животи
И фала му на Бога, дел од нив веќе се враќаат, дел од нив се и дома, полека се навикнуваат на животот и така натаму и така натаму. Сега размислуваме за третманот потоа. Кој исто така ќе биде долг и ќе Така е. Така што тоа е тоа. Во животот има и такви моменти. Да, трагедијата ќе биде уште многу долго тема во Македонија и вечно ќе остане како ете црна една меморија. Како и да е, на темата Коцевски, прашањето ми е што потоа, еве ќе помине сето ова истрагата и ќе почнат и рочиштата и така натаму, што потоа? Видовме дека Советот на јавни обвинители не ја поддржа, односно даде негативно мислење на одлуката на владата на тема негово разрешување и така натаму средување на правосудниот систем во оваа смисла. Што ќе биде следниот чекор, како ета ќе легнат работите на тема да си го заврши обвинителството неговиот дел од истрагата? Сега нашиот фокус е овој предмет да биде завршен и ефектуиран онака како треба да биде. И овие законски измени и реформи кои што се дел од реформската агенда да бидат испратени до собрание и да почне процесот на реформирање на правосудниот систем. Тоа е нашиот фокус, бидејќи во извештаите секогаш тие се двете точки: реформи во јавна администрација, реформи во правосудството. Почнавме со реформи во јавната администрација, се подготвуваат неколку законски решенија, во правосудството неколку законски решенија, така што очекувам овој месец сето тоа да ја отпочне владината процедура. И таму некаде мај месец да се најде во рамките на собраниската процедура. Така што еве да видиме како ќе се развива. Значи не му е запечатано државно обвинителското столче на Коцевски. Не, апсолутно не. Јас имам една максима: ништо денеска не е сигурно. Нити моето место, нити неговото, нити било кое друго место. Животот е борба, треба да се бориме, да се докажуваме секој ден, така што ничие место денеска не е сигурно. Денеска на собраниска седница, односно на говорница, изнесовте еден по мене и по јавноста сериозен скандал или информација како и да е. Купување на деловен простор во центарот на Скопје за 721 евро за квадрат од страна на Левица. Истиот тим од град Скопје го проценил на 1250 евра за метар квадратен. Вие потенциравте дека овој субјект имал заедничко со трговскиот центар Соравија. На што алудирате и зашто имате точни информации? Тоа што јас денеска во собрание го споменав е само континуитет на сите оние навреди и конструкции кои што овој политичар на политичката сцена ги рефлектира најчесто преку социјалните медиуми или преку собраниската говорница, каде ужива имунитет. И ценам дека ова е само почеток. Ќе следат уште многу други работи, откривање на работи, дека далеку се тие од тоа што се обидува на насилен начин, на вештачки начин да се представат. Не само тој, туку и сите тие од неговото најблиско обкружување. Суштината е која? Политичката партија Левица, кон крајот на ноември или декември месец 2024 година, купува во центарот на Скопје деловен простор. Тој призна дека е подруми приземје. Да, тоа одговори тој. Кажувајќи дека приземјето во центарот на главниот град е нешто така небитно, можеби за него, но за мене и за 99% од луѓето во Македонија тоа е озбилна работа. Не е тоа дека е небитно и обично сутеренот или приземјето чинат многу повеќе од колку катовите нагоре деловен простор, но во ред. Тоа беше неговото признание. Рече дека да, купивме и они купиле 430 метри квадратни по цена од, со ДДВ, цитирам, 295.000 евра или негде околу 713 евра по квадрат во центарот на Скопје, каде што ќе се сложите. Дека е фантастично ефтина сумава. Би рекол, или е подарок заради остварување некаква цел, бидејќи не му го продава тоа на христијан или на некој друг, туку го продава на политичката партија Левица, или договорот има и втор дел, кој што ние не го гледаме, односно соларен дел. И затоа јас реков органите да сето тоа го проверат. Сега ме прашавте што е за... Заради Соравија и повезаност. Тука не завршува сето тоа.
Тие нормално го поднесуваат договорот солемнизиран на нотар до град Скопје, каде што треба да платат данок на промет. И град Скопје нормално вели, дечки, ова е многу ефтино, невозможна е оваа цена, па тие па го пресметуваат па на 1150 евра квадрат, значи некои си 50% над таа сума која што е во договорот, и им велат, една оваа сума помножена со бројот на квадрати, вие ќе платите данок, кој што е исто така екстремно мал, 740.000 денари, а ние ќе се сложиме дека најмалку 3 пати по таа цена вреди квадратен метар во тој дел на главниот град. Ме прашавте што е заедничко. Заедничко е тоа што две работи се заеднички, и тоа, нели таа политичка партија беше против извршителите, но извршители кога продаваат ваков тип на имот не им пречат. Па тој извршител што е за тој објект е истиот извршител и за објектот со Равија, кој што ќе се продава на јавна лицитација таму некаде после 20 април по цена од 22,5 милиони евра. И двете имаат иста финансиска институција која ги обединува, тоа е првата инвестициона банка, или како и да се вика, банка која што функционира во македонскиот банкарски систем, а е собственост на бугарски бизнисмени. Така што тоа е еден континуитет на лицемерие, и затоа мораме јавно да ги кажуваме работите, бидејќи доколку некој штитејќи се позади сопствениот имунитет и застанува на говорници, навредува, конструира, лаже и така натаму, или прашува во прашална форма, мора да му ги единствениот начин да се борите се само фактите. И тоа се факти ние што ги покажуваме. Односно ја што ги покажав. И јас ги доставив до Министерството за внатрешни работи, до министерот, исто така ги повикувам и обвинителство и другите истражни органи и финансиска полиција да влезат, да видат, да проверат, да видиме што е, од мислам, лоша е пораката во јавноста. Рековте, имате и други информации со кои располагате за оваа тема врзана со или други скандали? Тоа е периодот што доаѓа, па ќе слуша јавноста. Ајде да преминеме малку на тема економија. Вие направивте една хронологија на што практично значат и какви резултати ќе донесат странските инвестиции, но она што е исклучително актуелно се царините кои ги воведе председателот Трамп, ги соопшти 33% за Македонија. Што тоа практично, што ќе направи прво тоа да ве прашам Македонија во однос на ова, дали ќе возврати на истиот начин, реципроцитетно, или пак ќе се обиде да се договори со администрацијата на Трамп? Ова е очекувано. Јас видов дека голем дел од опозиционите политичари, некои СДСМ, некои другите политички партии, се обидува да го нападнат нашиот стратешки партнер и нас, како ВМРО ДПМН, со некои саркастично метафорични постови и изјави во јавноста и така натаму. Но јас, да сум на нивно место, не би брзал со таков тип на заклучоци, би бил потрпелив, како што многу пати досега се излизгаа на тенок лед, така мислам дека за некоја недела или месец од денеска ќе се излизгаат. Ова беше јасно уште веднаш после инаугурацијата на председателот Трамп, и тој тоа го кажа. Кај нас, во нашиот царински тарифник, ние имаме царини за одредени групи производи поголеми од 60%, кои што доаѓаат од Соединените Американски држави. Уште во јануари месец, кога бев во Соединените Американски држави, заедно со тогашниот заменик на помошникот државен секретар господин Касанов, разговаравме за потпишување на билатерален договор во рамките на стратешкиот диалог помеѓу двете земји, во делот на економијата и трговијата. Уште тогаш почнавме, знаејќи дека ќе следат вакви процеси. И јас мислам дека тоа беше вистинскиот пат кој што го почнавме да го чекориме. Потоа, како дел од целиот овој процес, од наша страна се предложи да потпишеме договор за слободна трговија со Соединените Американски држави. Еве, да нема царини. Нити од едната, нити од другата страна, да нема царини, да видиме дали сето тоа е возможно. Дадов на луѓето од мојот кабинет, работат и во царината, и во рамки на Министерството за финансии, да видат дали согласно важечките договори ние можеме таков договор да потпишеме. Да нема царини. И истото ова му го предложив на господинот Хауар Лутник, кој што е
државен секретар за економија на Соединетите американски држави, но треба да се провери сега. И ценам дека, и истото тоа ме информираше министерот Муцунски, кој што се наоѓа во Брисел. Денеска имаше кратка средба со државниот секретар Рубио, е направен разговор и на оваа тема, но исто така има разговарано и со уште еден висок представник на Белата куќа, кој што е одговорен за Балканот. И од сите страни ова е поздравено како одлична идеја и како одлична поедовна точка. Сега ги проверуваме сите аспекти да видиме дали е тоа возможно и ценам дека доколку тоа го направиме и доколку е возможно, тоа би било исклучително голем чекор напред и со тоа би се потврдило и се запечатило стратешкото партнерство помеѓу Македонија и Соединетите американски држави. Да, претпоставувам, односно колку што се сеќавам, ова до сега го немате кажано, ова е секако ексклузивно и е практично објаснување или контраргумент на сите оние кои се обидуваат да наметнат тема дека еве стратешкото партнерство на владата на Мицкоски со Трамп еве што ни донесе, но во суштина ова е начинот за кој што велите дека натаму ќе се движиме, односно ќе процесуираме. Но како ќе се рефлектира на македонската економија сето ова од друг аспект, со оглед на тоа дека имаме високи 20% и за ЕУ, а ние сме економски врзани најмногу со Европската унија практично. Друга тема. Точно. Тоа се веќе секундарни ефекти. Добро. И јас очекувам диалогот кој што ќе се развие во периодот кој што следи помеѓу ЕУ и Соединетите американски држави да резултира со договор. Тоа е веќе поголема опасност, бидејќи ние во суштина и производот кој што најмногу го извезуваме во Соединетите американски држави, со бројки ако зборуваме, ние 2024 година според Државниот завод за статистика наш имаме извезено негде околу 110 милиони евра, а имаме увезено 180 милиони евра. Оваа година, значи ние сме во минус, во дефицит сме, не сме во ние држави со суфицит, а оваа година јануари месец го почнавме со суфицит, имаме извезено некаде околу 21 милион евра, а имаме увезено 12 милиони евра. Значи оваа година во јануари месец имаме некаков суфицит. Инаку тоа кое што се афектира и како производ се извезува, најчесто се автобуси кои што ги произведува странскиот инвеститор овдека кој што ги произведува во Скопје. Но тие се по потекло од тука. А земјата која што ги продава е Белгија, бидејќи таму е седиштето на компанијата. Ме разбирате што сакам да кажам. Така што секундарниот ефект ние ќе го почувствуваме, бидејќи Белгија е дел од Европската унија и таму се не овој примарниот, бидејќи не е битна земјата на потекло, битно е како каде оди фактурирањето. Подготвени сме за ова? Видете, нема тука никој кој тоа нема држава што е подготвена, за ова никој не се подготвува претходно. Сега е проблемот тука, се седнува на маса и се разговара сега, нема што друго да се прави. Се седнува и се разговара. Мислам, тоа не зависи од нас. Тоа зависи од Европската унија. Ние сме кандидат за членство во Европската унија, која што заради многу перипети се уште не ги почнало преговорите 2,5 децени, но Европската унија претпоставувам заедно со Соединетите американски држави во период кој што следи ќе седнат и ќе изнедат начин да најдат решение и излез од оваа ситуација. Неодамна ја најавивте и таа мега инвестиција преку договор со моќна европска земја, како што рековте. Пред околу 3 недели сум запишала, тешка неколку милиарди евра во здравството и инфраструктурата, нешто ново и конкретно на темава? Да, многу крупна инвестиција. Ве молам, да оставиме уште некоја недела на процесот. Очекувам да многу скоро, би рекол, најдоцна во мај месец, биде сето ова познато за македонските граѓани. Но тоа ќе биде историска работа. Пред да преминам на уште неколку теми, прашања врзани за внатрешна политика, стабилноста на владата и слично, споменавте на два пати сега пред неколку секунди и во одговорот на првото прашање дека практично нема одстапки во однос на вашиот став дека уставни измени само со гаранции и одложено дејство би можело да се случат. Веќе на тој план има други поместувања, гаранциите кои граѓаните ги видоа во одреден процент со оглед на стратешкото партнерство со САД, видоа некоја надеж дека е можен притисок од страна на новата администрација американска кон ЕУ во наша полза, дали има тука поместувања? Или останувате на позицијата и се додека нема поместувања, уставни измени не се можни
освен со одложено дејство? Ние сме подготвени да разговараме со секого и да ги презентираме нашите аргументи, но нашата позиција е таа и таа е принципиелна и аргументирана. Доколку ние слушнеме спротивни аргументи кои што ќе не разубедат, ќе кажеме, видете, сега овие аргументи ги слушнавме и тие не разубедија. Но вака како што стои сега работата, јас не само што не сум слушнал, туку мислам дека не сме во периметарот на интерес на никого. Сега светов некако најнаш има многу проблеми кои што треба да ги решава, така што да си се посветиме, да си ја решаваме домашната задача во меѓувреме. Да, ние да дома имаме што да реформираме, што да правиме прети се. Во однос билатерално со Бугарија, можеби никакви најави за средби? Немам јас проблем. Видете, Бугарија е наш сосед. Нити тие ќе исчезнат, нити ние ќе исчезнеме. Ние треба да бидеме добри соседи. Да, имаме разлики, концептуални разлики, но да видиме што не спојува. И подготвен сум да разговарам за сето тоа што не спојува и сето тоа кое што може да додаде вредност во животите на едните и на другите. На тема стабилноста на владината коалиција, ни во неколку наврати изминатите 3-4 дена видовме различни ситуации. Последна беше таа една преписка или лоша комуникација, лош ден, вие така го квалификувавте. Дискусијата меѓу Антонио Милошовски и министерот за правда, многу пожесток одговор би рекла од министерот за правда. Ден потоа или пред тоа сеедно, Таравари излеза со став дека средби има тој како индивидуа со лидерот на ДОИ, односно со Ахмети, на што жестоко пак контраодговор испадна од останатите членови на коалицијата Влен, односно Вреди. И сега во една ваква констелација стабилна е владата, можете да речете дека си функционира онака како што треба, како што очекувате, работат обединето без проблеми, или сепак ќе има предизборно одредени варијанти или други поместувања? Не, апсолутно. Владата е стабилна, тука нема никаква дилема и по бројки и по начин на несување внатре во рамките на целата влада. За мене пред избори нормални се одредени, би рекол, прегрупирања, турбуленции, намигнувања, комбинации и така натаму. Сега сме сепак неколку месеци од почетокот на кампањата за локалните избори. Но кога ја гледаме големата слика во рамките на самата влада, таа е стабилна, нема никакви проблеми и мислам дека така и ќе продолжи да функционира без никакви проблеми, бидејќи првиот момент кога ќе видам дека има било какви турбуленции, тогаш ќе има реакција и од моја страна, односно и од наша страна, но мислам дека е апсолутно стабилно сето тоа и логично е, повторно ќе кажам, пред избори да има ваков тип обиди од страна да се нанесе или барем да се креира перцепција за некаква нестабилност. Конкретно во случајот со Демократската унија за интеграција, јас мислам дека ова беше обид да се добие вештачко дишење пред локалните избори и да се проектира надеж кај членството и симпатизерите и активистите. Ете, гледате, постои шанса, сега ќе правиме коалиција со нив, готово е, победуваме и така натаму. Повеќе тоа го сметам како фолклор или обид за инјектирање на вештачко дишење и проектирање во рамките на сопствената структура отколку на нешто суштинско, бидејќи ВМРО ДПМН официјално има 58, би рекол неофицијално 61-2 пратеника, така што од аспект на стабилноста на владата и владината коалиција тука не треба да имаме дилема. Апсолутно, легитимитетот е исто така факт кој не може да се спори. Ви реферираше ли Таравари што разговараа на средбата со Курти сите лидери членови на коалицијата Вреди? Бидејќи де факто геополитички гледано јасно ни е на сите какви односи има Курти со соседството, но и каква е неговата ненаклонетост, би рекла, во однос на новата американска администрација, чисто во геополитичка смисла. Од тука го влечам легитимитетот на ова прашање. Значи ви реферираше ли за што зборува? Не сме разговарале на таа тема и на крајот од денот јас не ме интересира што разговараат моите соработници на приватни средби, бидејќи ова го чувствувам како приватна средба по повод тогаш исламскиот верски празник Бајрам, односно тоа беше ифтар вечера, која што е, предпоставувам, приредена од страна на
премиерот на Косово, господин Албин Курти, и не верувам дека на таков тип средба би се разговарале било какви политички теми. Сепак станува збор за нешто што е религиозно во очи на големиот празник Бајрам. И мислам дека доколку имало нешто кое што е суштинско, би го добил како информација од било кој од сите тие таму кои што беа поканети на таа средба, бидејќи сите се дел од луѓето со кои што соработувам. И имаме уште едно прашање, толку имаме и време, мислам дека ги исцрпив и ги поставив сите прашања кои што и се важни на јавноста. Артан Груби, тема која што беше многу актуелна периодот непосредно пред да се случи трагедијата во Кочани, очекувано падна во друг план, меѓутоа неколку дена пред трагедијата, значи пред неколку недели, заменик министерот за правда Ален Дереба најави дека практично овој процес за екстрадирање, ако ова правиот термин, на Артан Груби во Македонија е при крај, за брзо би можело да се очекува дека ќе го видиме пред лицето на правдата. Кои се информациите имате ли на тема Груби? Ќе одговара ли конечно? Не, дали ќе одговара не зависи од мене. Информациите за кои располагат. Да, странка во процесот е јавниот обвинител, се разбира. И тука не треба да имаме дилема, односно јавното обвинителство. Инаку таму има изречена мерка за притвор. Единствен начин како да се докаже невиноста е да се излезе пред судот и да се докаже со факти таа невиност. Затоа што ако сте бегалец од правдата, вие не можете да докажете таа невиност. Слушам многумина верзии, не знам, ако дошол, ќе одел куќен притвор, ќе одел ваков притвор, не знам каков притвор ќе оди. И искрен да бидам, лично не ме интересира дали воопшто ќе оди во притвор, или дали ќе биде тој куќен или ефективен затворски или било каков. Она што мене ме интересира е дали овие основани сомневања кои што ги изнесол обвинителот кога барал мерка притвор, а судијата ја дал, ќе бидат потврдени со пресуда. Затоа што прекуглава име на граѓаните да гледаат јалови обиди за истерување на правда. Ке почне процесот, па или ќе падне во прв степен, или ќе падне во втор степен, па ќе го вратат во прв степен. И така со години, да не речем со децени, се влечат овие политички процеси. Ке подсетам, нешто што не треба да го заборавиме, е дека лицето кое што го споменавте е на листата на санкции на Соединетите Американски држави. Што значи дека постојат докази, јасни докази, дека тоа лице е вклучено во некаков криминал. Да, за кој што постои основано сомневање. Кои не одговараат се уште. Тоа сакам да кажам. Имено. Затоа не е важно што е, како е. Битно е да е процесот кредибилен и да има пресуда. Ако не е виновен, нека биде ослободителна, но ако е виновен, да си биде осуден и да си оди во затвор. Секој. Буквално секој. Тука не треба да има никаква дилема, нити па некој да има било каков пардон. Така што ова влада покажа дека има неселективна битка и дека владењето на правото и правдата е нешто кое што е за нас главен приоритет. Однесувањето на оваа влада е многу поразлично од однесувањето на секоја влада во минатото кога станува збор за ваков тип на случај. Ние гонеме случај со висока политичка корупција. Луѓе кои што се наши сопартици, луѓе кои што се дел од нашиот периметар. Затоа што постојат основани сомневања дека сториле кривично дело. Понатаму е на обвинителството, па на судовите, дали обвинителот ќе докаже, а судијата да донесе пресуда врз основа на тие докази. Иако ни импутираат, не знам, ние сме биле вакви или такви, па денеска во собранието од еден бев таму прозван дека сум велел ќе ги вадиме за уши. Да, ако се скриени во дупка ќе ги вадиме за уши. Пристојно, природно е тоа, не е тоа нешто неприродно. И ќе ги однесеме таму кај што им е местото, кај обвинител. Па обвинителот потоа нека суди. Односно нека обвинува, се извинувам. Дали има основ или нема? Ако нема, нека ги пуштат. Има оваа држава закони. Ако некому правдата му е, како да кажам, загрозена, тогаш што има право и да ги користи позитивните законски норми. Така што тука да немате дилема. Нема пристрасност, напротив,
Јас го повикувам. До сега тоа е факт, се гледа. Јас го повикувам лицето за кое што вие говоревте да дојде, да се пријави, да си докаже во еден независен, транспарентен процес. А знаеме ли во која држава е? Па има многу сомневања. Сега сите велат дека патува на релацијата помеѓу две држави од соседството, но јас немам некои точни проверени информации. За мене е важно да дојде и да докаже дека е невин, бидејќи рече дека е невин. Ви благодарам што директно, а верувам и многу искрено и отворено одговоривте на сите прашања од исклучителен јавен интерес. Премиерот Христијан Мицкоски вечерва во За или против. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на можноста, се надевам дека го задржавме вниманието на гледачите. Почитувани речиси, сум сигурна дека е тоа така, дека останавте и слушнавте, затоа што секому му е важно ова што вечерва се дискутираше во За или против. Рекламите, за да не одземеме од времето, ги оставивме за во одјавата. Гледајте и утре еден од вашите омилени политички магазини во истиот термин. Пријатно од мене.